ова вклучување на лице место ќе напоменеме нешто повеќе за иницијативата We Balkans, која што го организира и го најавува исто така регионалниот младенски фото надпревар кој се одржува под мотото 3-4 сега Европа е наша. Именно оваа иницијатива ќе трае до септември и сите оние кои што ќе се пријават на овој фото надпревар ќе имаат можност преку самата нивна фотографија со која ќе учествуваат да споделат нивната приказна. Но за каква фотографија поточно станува збор, односно каква фотографија се бара за да се биде учесник токму во овој надпревар, ово утро ќе дознаеме нешто повеќе од мојот денешен соговорник Иван Дургутов, координатор за партнерства и вмрежување на мрежата на млади европски амбасадори. Да му посакаме добро утро. Добро утро, Марија, и добро утро до сите гледачи на телевизија Телма. На самиот почеток ќе прашам која е целта на овој регионален младенски надпревар? Целта на овој регионален младенски надпревар е всушност да го слави спортот и да го слави проширувањето на Европската унија. Идејата на надпреварот е да докаже дека токму преку спортот, кој што честопати во регионот на Западниот Балкан, но и пошироко, служи за некои неубави лајт мотиви, можеме да го докажеме спортивното, односно да докажеме дека спортот е нешто што може да не обедини, да ги обедини 6 земји од Западниот Балкан, кои што се всушност и југоисточна Европа, а не само Западен Балкан, и да докаже дека проширувањето е живо и дека Европската унија е тука за да соработува со младите од регионот. Велите спортот да ги обедини младите. Како ги поврзува самите млади во Западниот Балкан спортот? И она што лежи во суштината на спортот, тоа е тимската работа, идејата дека ниту една цел не е недостижна, токму тоа сакаме да го видиме и преку овој надпревар кој што го отвораме за сите млади од регионот на Западен Балкан од 18 до 29 години, кои што може да се пријават на надпреварот на тој начин што ќе испратат своја фотографија, односно максимум 2 своји фотографии. Не мора да бидат професионални фотографии, не мора фотографијата да биде со најдобар квалитет, но многу ни е важно пораката која што сака да ја испратат преку таа фотографија и токму тука доаѓаме до одговорот дека тие самите како апликанти на овој повик треба да ни кажат зошто сметаат дека спортот ги поврзува младите и како ги поврзува преку нивната фотографија, а наше ќе биде тоа да го чуеме и преку стручното жири да ги одбереме најдобрите фотографии. Велите дека не барате самата фотографија да има голем квалитет, но кои се оние правила за учество во самиот надпревар и која е онаа тема стрикно која што се бара да биде на самата фотографија? Условите на конкурсот велат дека младите кои што ќе се пријават треба да бидат од 18 до 29 години и треба да испратат некоја фотографија која што за нив символизира како спортот ги поврзува младите и како спортот претставува мост на соработка помеѓу земјите од регионот и Европската унија. Споменавме дека не е важно тие да бидат професионални фотографии, не е важно фотографијата да биде со најдобар квалитет, туку е важно фотографијата всушност да го содржи тој некој опис кој што тие ќе можат преку апликационата форма да го изразат во текстуална форма и да објаснат како оваа фотографија всушност придонесува за целите на фото надпреварот. Имаме избрано стручно жири по еден представник од 6 земји од регионот кој што жири ќе ги селектира 18 најдобри фотографии. Тоа се всушност 3 од секоја земја од регионот, кои што потоа ќе одат на една патувачка изложба во 6 различни градови од Западниот Балкан. При тоа ќе биде отворено гласањето таму и за пошироката јавност, за публиката, која што ќе ги одбере најдобрите фотографии, кои што на крајот од фото надпреварот некаде на есен ќе се прикажат во еден од главните градови на ЕУ и всушност ќе ја испратат моќната порака преку тие фотографии дека спортот е тука, но и дека Европската унија е тука, проширувањето е живо и младите се уште спремни да работат на тоа поле. Пред самиот крај велите дека ќе може да се видат самите фотографии во Европа, но дали ќе може да се видат во Скопје или пак онлайн на некоја платформа самите победнички фотографии? Да, ќе може да се видат, првенствено 18 предселектирани да кажеме, но и сите оние финални кои што ќе бидат прогласени за најдобри ќе може да се видат на патувачка изложба како што споменав. За локацијата медиумите ќе бидат дополнително известени каде точно во Македонија ќе се случува таа изложба, а секако истото ќе биде достапно и на нашата веб страница webalkans.eu, каде што сите млади ќе можат и да гласаат, меѓутоа и да се запознаат со тоа кои се тие најдобри фотографии еднаш кога тие ќе бидат избрани. И уште еднаш важно е да се напомене како оди уште еднаш самото пријавување, процесот на пријавување и до кога трае истото? Да, одлично прашање е тоа. Фото надпреварот кој што го именувавме, како што спомена и ти Марија, 1, 2, 3 Европа е наша, всушност беше отворена 24 април со регионален настан во Europe House во Приштина.
Пријавувањето е отворено до 24 мај, односно имаме уште 10 дена за пријавување. Пријавувањето се прави преку апликацијската форма на нашата веб страница која што ја споменав, а таа е webalkans.eu. Многу едноставен апликационен формулар каде што се прикачуваат фотографиите максимум 2 или 1 со која апликантот аплицира, дава согласност за обработка на неговите податоци и понатаму ние ја тераме нашата процедура и секако доколку биде предселектирана неговата фотографија или незината фотографија, апликантот или апликантката ќе бидат известени. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам, Марија. Се разбери, јас ќе ве поканам да бидете дел од овој младенски регионален надпревар и да ја споделите вашата приказна преку самата фотографија, а темата се разбира дека е спортот, кој што на некој начин ги обединува и ги поврзува младите во Западен Балкан.